Продолжуваме со снимање на вториот дел од предавањето за инфинитив реченици во германскиот јазик. Ова ќе биде предпоследното предавање за ниво А2, а потоа продолжуваме со снимање на малку понапредно ниво, односно B1. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe и следете не на Instagram за да следите кога објавуваме ново видео. А сега можеме да започнеме. Ди инфинитив зетце или инфинитив реченици. За почеток да кажеме што треба да повторите, односно кои видеа треба да ги знаете за полесно да го научите ова предавање. Значи, од ниво А2 треба да знаете за сврзници и тоа можете да го повторите. Видеото за сврзници во германскиот јазик, дел 1, дел 2, потоа за инфинитив реченици, првиот дел, односно видеото кое е последно снимено на каналот моментално. Следно што треба да повторите е за конјунктив 2 или можен начин во германскиот јазик. Можете да ги гледате видеата за конјунктив, првиот дел и вториот дел, исто од ниво А2. Исто така можете да го гледате видеото за употреба на глаголот werden, поточно третиот дел каде што се зборува за глаголот werden во идно време. И за крај, се надеваме дека веќе го знаете ова видео за модални глаголи. Ако не, можете да го гледате уште еднаш во предавањата од ниво А1. На претходното видео споменавме дека постојат два типови на инфинитив реченици во германскиот јазик. И тоа, инфинитив зетце митцу, односно инфинитив реченици кои користат цу, и инфинитив зетце онецу или инфинитив реченици без цу. Во минатото предавање, односно минатото видео, учевме за инфинитив реченици со цу, а на ова предавање ќе учиме за инфинитив реченици без цу. За почеток да повториме што беа тоа инфинитив зетце и кога се користат. Што се тоа инфинитив зетце или инфинитив реченици? Тоа се тип на зависни реченици, небензетце, па се формираат како што знаеме од Hauptsatz плюс Nebensatz, или главна плюс зависна реченица. Кои се разликите од класичните зависни реченици во германскиот јазик? Глаголот стои на крај на реченицата, но секогаш е во инфинитив форма, или поинаку кажано не е конјугиран. Зависната реченица најчесто не содржи субјект, па се однесува на субјектот на главната реченица. Често пред глаголот може да стои цу или да не стои, зависно од типот на инфинитив реченицата. Да видиме еден пример како се формира инфинитив реченица. Прва реченица или главна реченица, Hauptsatz, би била Ich habe vergessen или јас имам заборавено. Како втора реченица, Ich lerne Deutsch или јас учам германски. Ова ни е зависната реченица. Со спој на двете реченици би добиле Ich habe vergessen Deutsch zu lernen. Јас имам заборавено германски да учам. Оваа реченица е инфинитив реченица. Кои се останати правила кои треба да ги знаеме ако сакаме да формираме инфинитив реченица? За разлика од класичните небензетце, при инфинитив зетце не може да се прави инверзија. Односно,
Ова можете да го повторите во предавањето за сврзници, дел 2. Значи, во инфинитив речениците, главната реченица секогаш стои на прва позиција, а зависната на втора. Том hat vor, morgen Alkohol zu trinken. Том планира утре алкохол да пие. Во овај случај, на почетокот, односно пред запирката, ја имаме главната реченица, а после запирката зависната реченица. Morgen Alkohol zu trinken hat Tom vor. Утре алкохол да пие планира Том. Во оваа реченица имаме инверзија и тоа на почетокот стои зависната реченица, а потоа главната реченица. Иако правилата за формирање на инверзија кај овие типови на реченици ни се правилно поставени во оваа реченица, не може да ја користиме вака, бидејќи е тип на инфинитив реченица. Значи, во инфинитив речениците секогаш главната реченица мора да стои на прва позиција, а зависната на втора. Продолжуваме понатаму. Какви типови на инфинитив реченици постојат? Значи, знаеме дека постојат инфинитив реченици кои користат цу и инфинитив реченици без цу. Да видиме по еден пример за двете. Во горната табела имаме инфинитив зац mit zu. Mein Freund ist glücklich, wieder Frisbee zu spielen. Мојот пријател е среќен повторно фризби да игра. Во втората табела имаме инфинитив реченица без zu и тоа am Wochenende gehen wir spazieren. За викенд одиме ние да пешачиме. По двете реченици заедничко обележан со црвена боја е глаголот кој стои на крај на реченицата и не е конјугиран. Откако повторивме што беа тоа инфинитив реченици во претходните минути, сега продолжуваме со главниот дел од ова видео и тоа за инфинитив зетце ohne zu. Што се тоа инфинитив зетце ohne zu или инфинитив реченици без zu? Тоа се тип на инфинитив реченици кај кои пред инфинитив глаголот не стои zu. Реченицата може сепак да содржи zu, но само кога представува тип на предлог. Значи тоа е работа што не треба да не буни. Како се формираат овај тип на реченици? Се формираат исто како инфинитив речениците со zu, значи со спој на главна и зависна реченица. Глаголот стои секогаш на крај на зависната реченица и е секогаш во инфинитив форма, значи не е конјугиран. Зависната реченица најчесто не содржи субјект, па се однесува на субјектот од главната реченица. Овие се истите правила како и другиот тип на инфинитив речениците. Но, за разлика од нив, во инфинитив реченици без zu пред глаголот не смее да стои zu. Да видиме пример. Wir bleiben im Bus sitzen. Ние остануваме во автобус да седиме. Глаголот sitzen ни стои на крај на реченицата во инфинитив. Ich werde das Buch verkaufen. Јас ќе ја продавам книгата.
Кажавме како се формираат овој тип на реченици, но како ќе одлучиме која реченица ќе ја користиме со цу, а која без цу. Значи, има правила кога се користат инфинитив речениците без цу. Се користат најчесто во 4 случаеви и тоа: прв е случајот кога имаме користење на futur 1 или идно време, тип 1, потоа во конјунктив 2 или можен начин, тип 2, кога имаме реченица со модални глаголи или модал verb ZC, и имаме andere verben или реченици со други глаголи. Ќе ги споменеме кои се тие типови на глаголи во следните минути. За повеќето од овие случаеви веќе имаме снимено видео и ќе ви кажеме кои се тие видеа со ред. Ако ви се допаѓа видеото, за сега кликнете лайк за да ни дадете поддршка. Значи, одиме со ред кога се користат инфинитив речениците без цу во германскиот јазик. Прв случај е кога имаме конјунктив 2 или можен начин во германскиот јазик. Конјунктив 2 знаеме дека се формира со помошен глагол кој најчесто е глаголот werden или некој од модалните глаголи, плюс додатен глагол кој ќе биде во инфинитив. За ова можете да повторите во видеата од ниво А2, поточно за конјунктив 2 или можен начин во германскиот јазик, прв и втор дел. Да прочитаме некоја реченица, за да видиме за што станува збор. Wurden sie bitte den Charakter bessern? Би го подобрил ли карактерот? Глаголот bessern стои на крај на реченицата, иако е прашална реченица, и ние во инфинитив форма. Глаголот werden во конјунктив 2 форма стои на почеток на реченицата во оваа реченица. Втор пример, ich könnte in den Urlaub fahren. Јас би можел на одмор да одам. Во оваа реченица глаголот können, кој е модален глагол, ни стои на втора позиција, а глаголот fahren, кој ни е во инфинитив на крај на реченицата, означен со црвено, ни е додатен глагол. Овие две реченици се од конјунктив 2 и представуваат тип на инфинитив реченици без цу. Одиме со следен пример. Втор случај кога се користат инфинитив речениците без цу е futur 1 или идно време 1. Идно време тип 1 знаеме дека се користи, односно се формира со помош на помошен глагол кој секогаш е werden плюс главен глагол кој ни е во инфинитив форма. За ова можете да повторите во видеото од ниво А2, поточно за употреба на глаголот werden, и можете да го гледате третиот дел од предавањето, каде што зборуваме за глаголот werden во идно време. А сега да прочитаме две реченици. Später werden wir ein Spiel spielen. Подоцна ќе играме ние една игра. Глаголот spielen, кој ни е главен глагол, ни е во инфинитив форма и ни стои на крај на реченицата. Глаголот werden ни е помошен глагол. Ich werde morgen ins Kino gehen. Подоцна ќе играме ние една игра. Глаголот gehen во оваа реченица е инфинитив глаголот.
Продолжуваме понатаму. Трет случај, кога имаме користење на овој тип на инфинитив реченици, кажавме дека се реченици кои користат модални глаголи. Уште од предавањата за А1 ниво знаеме дека речениците со модални глаголи се формираат со помош на помошен глагол, кој е секогаш некој од модалните глаголи, плюс главен глагол, кој секогаш е во инфинитив форма. За ова можете да повторите во предавањето за модални глаголи во германскиот јазик, кој се наоѓа во плейлистата од ниво А1. А сега да прочитаме примери. Ich möchte etwas essen. Јас сакам нешто да јадам. Глаголот möchten не е конјугиран и представува помошен глагол или модален, и глаголот essen, кој ни е инфинитив глагол, стои на крај на реченицата. Soll viel schlafen. Тој треба многу да спие. Во оваа реченица го имаме глаголот sollen, кој е модален, и schlafen, кој е инфинитив глагол. И последен случај, кога имаме користење на инфинитив реченици без zu, ни се реченици кои содржат одредени специфични глаголи. Ќе ги поделиме во неколку групи и ќе прочитаме некои примери. Прв тип се глаголи кои се поврзани со перцепција. Во оваа група спаѓаат глаголот sehen или гледа, hören, слуша, riechen, мириса, fühlen, осеќа и така натаму. Втор тип се глаголи кои се поврзани со движење. Например, kommen или доаѓа, gehen, оди, fahren, вози, laufen, трча и слични глаголи. Потоа ги имаме глаголите кои се поврзани со говор. Например, sagen или кажува, antworten одговара, erzählen раскажува и така натаму. И последен тип од овие специфични глаголи се некои од останатите глаголи. Например, глаголот bleiben или останува, finden во превод мисли или смета дека, глаголот lassen, што значи остава или пушта. И уште неколку други, кои поретко се користат. Да прочитаме неколку примери од овој тип на инфинитив реченици. Wir sehen in Deutsch lernen. Ние го гледаме него дека учи германски. Во оваа реченица го имаме глаголот sehen, кој ни е глагол поврзан со перцепција, и глаголот lernen, кој стои на крај на реченицата и ни представува инфинитив глагол. Глаголот sehen во оваа реченица личи дека е во инфинитив, бидејќи зборуваме за прволице множина, што секогаш глаголите во прволице множина ни се исти со инфинитив. Geht am Sonntag joggen. Тој оди во недела да трча. И последен пример, lässt seine Kinder spät schlafen. Тој ги остава неговите деца доцна да спијат. Во оваа реченица го имаме глаголот lassen. Тоа беа главните правила за инфинитив реченици без zu, а сега ќе споменеме кои се Variationen für Infinitiv Sätze ohne zu, или варијации во формирањето на овој тип на реченици.
Значи, прва варијација е дека имаме инфинитив реченици кои можат да бидат со или со без цу. Во овие реченици најчесто ги имаме користење на глаголот helfen или помага и глаголот lernen или учи. Кој тип ќе го користиме зависи од должината на реченицата и дали содржи субјект или прилог во неа. Значи да видиме две реченици кои ги содржат овие глаголи и истите реченици можат да бидат како инфинитив реченица без цу и инфинитив реченица со цу. Du hilfst mir gewinnen. Ти ми помагаш на мене да победам. Во оваа реченица го имаме глаголот helfen и глаголот gewinnen на крај на реченицата кој е инфинитив глагол. Оваа реченица е без цу. Истата реченица ich малце променета ich helfe dir Auto zu fahren. Јас ти помагам на тебе автомобил да возиш. Оваа реченица е инфинитив реченица со цу, исто го користи глаголот helfen. Глаголот fahren стои на крај, се разбира во инфинитив форма. Следен пример ќе дадеме реченица каде што го користиме следниот глагол од овој тип, односно lernen. Ich lerne fliegen. Јас учам да летам. Du lernst Auto zu fahren. Ти учиш автомобил да возиш. Значи и во двете реченици го имаме користење на глаголот lernen и поради тоа имаме инфинитив реченици кои се без цу и со цу. Ова е единствената варијација која ќе ја споменеме во ова видео. За крај да прочитаме поголем дел на примери, за да ни стани појасно. Сузане kann gut Deutsch sprechen. Сузана може добро германски да зборува. Оваа реченица ни е со модален глагол и е инфинитив реченица без цу. Hier darf man nicht schwimmen. Овде не смее да се плива. Исто оваа реченица е со модален глагол, односно со глаголот dürfen. Wir werden eine Pizza essen. Ние ќе јадиме пица. Овој тип на инфинитив реченица без цу е реченица која е во Futur 1. Ich soll in der Schule bleiben. Јас треба во училиште да останам. Исто ова реченица е со модален глагол или глаголот sollen. Meinen Bruder sieht viele teure Essen. Tiere essen. Мојот брат гледа многу животни да јадат. Sie möchte sehr bekannt sein. Таа би сакала многу позната да биде. Morgen gehe ich in der Stadt joggen. Сабајле одам јас во град да трчам. Später werden wir ein Spiel spielen. Подоцна ќе играме ние една игра. И последен пример за ова видео, könnten Sie mir eine Pizza bringen? Би можеле ли пица да ми донесете? Оваа реченица е од типот на конјунктив 2.
Овде завршуваме со ова видео и ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и препорачајте го каналот на друг кој сака да изучува германски јазик бесплатно.